Сметководителите во трка со времето да ги направат пресметките за фирмите кои во септември треба да го платат данокот за солидарност. Благоја Грозданов од Комората на сметководители вели дека пресметката е комплексна и бара многу време за подготовка. Рокот кога треба да се достават извештаите е многу мал, 25 септември, а се случува во ек на годишни одмори. Според законот опфатени се сите компании кои минатата година имале приход поголем од 10 милиони евра и профит за 20% поголем од 4-годишниот просек, но понудени се повеќе опции, а фирмата има можност да одлучи која е подобрата за неа и како да плати помалку. Во некои ситуации имате зголемување на даночната основа за 20, во некои ситуации за 30%, во некои ситуации мора пресметувате просек во основа на 2, во некои во основа на 3 години, итн. Треба да се навлезе подетално проблематиката, односно да се навлезе да се посвети она due diligence, она внимание, за да можеме точно да на клиент ние ова треба да му го соджвакаме некако. Значи не може секој да биде, нема секој да биде даночен експерт. Вие треба да му дадете некоја соджвакана позиција во основа на која ќе одлучи и фактички заедно одлучувате ефективно. Што е недобро. За тоа треба време. Против овој закон се крена целиот бизнис сектор. Коморите бараат да биде целосно повлечен. Сметаат дека на овој начин се казнуваат успешните компании, а најавија дека ќе го оспорат и пред Уставниот суд. Грозданов вели дека на долг рок мерката ќе направи и проблем во буџетот, бидејќи фирмите ќе го пријават како трошок, па наредната година приливите во буџетот по основ на данок на добивка ќе биде многу помал. Дали е вклучено во нивните перспективи фактот што самиот данок ќе биде утре трошок за компаниите кои ќе го плаќаат и врз основа на тој трошок тие пак ќе пријават помали добивки, следствено ќе имаме помали даночни основи за нормалниот редовниот данок на добивка кој секако го имаме на крајот на годината. И не сум сигурен дека тој ефект го вклучува во нивните пресметки, односно многу ќе се дигне многу фама, ќе се дигне многу да речам прашина, а не сум сигурен каков ќе биде ефектот од сето. Проценките на владата пак се дека околу 150 фирми ќе треба да го платат данокот кој ќе важи само оваа година. Пресметките им покажале дека во државната каса ќе се слеат минимум 50 милиони евра, кои се предвидени да се трошат за справување со кризите. Комисиските расправи по овој закон, но и другите од даночната реформа се закажани за во понеделник, но со оглед дека овој пат се поднесени со европско знаменце, расправата ќе трае најмногу 3 дена.